Papermill информира дека во рамки на унапредување на технолошките процеси при поставувањето на нова технологија, односно автоматика и мултициклон, неодамна се појави неочекувано краткотрајно испуштање на чад од ново поставените автоматски клапни, иако чадот е од согорување на биогориво, односно сончогледови пелети. По забележување на чадот, Papermill го префрли производството на биогаз, односно на метан. Екипите на производителот, заедно со екипите на Papermill, веднаш излегува на терен и работеа на утврдување и отстранување на причината за проблемот, при што беше констатирано дека има потреба од замена на дел од инсталацијата. Нарачката на делот е веднаш направена и производителот работи на доставување на нов дел кој се очекува да пристигне и да се постави за 10 дена, со цел да се минимизира влијанието врз животната средина. До замена на делот, фабриката работи на биомаса со намалени капацитети на производство, а доколку во овој период се јави потреба од зголемување на производството, задолжително ќе биде вклучен котелот на метан. Раководството на Papermill ги информираше Државниот инспекторат за животна средина и одговорните во општина Кочани за случајот и останува отворен за соработка со сите институции. Кон крајот на април оваа година Papermill инвестираше 55.000 евра во поставување на вреќест филтер, а резултатите од поставувањето на филтерот и новата технологија, според мерењата на квалитетот на воздухот, објавени кон крајот на мај на меѓународната акредитирана лабораторија СГС, согласно методите на мерење одобрени од страна на Државниот инспекторат за животна средина, покажаа вредности на количество на прав во димните гасови до 40 пати пониски од пропишаното. Со официјалното рестартирање на единствената фабрика за рециклажа на хартија во Република Северна Македонија, на почетокот на јуни, целосно на работа се вратени сите 120 вработени, а започна и последната, трета фаза од изградбата на пречистителната станица за води, инвестиција вредна 300.000 евра.